Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Веќе знаете дека емисијата во рамки на кампањата за запишување студенти е посветена и на уписите во академската 2026-2027 година. И ги представуваме единиците на Укло со цел да ги информираме сите заинтересирани за можностите што им ги нуди за високо образование, да се запознаат со студиските програми, начините на одвивање на наставата, опременоста, мобилностите, со еден збор се она што ги интересира идните процес. Денеска тука го представуваме Економскиот факултет од Прилеп, единица на Укло. Наша гостинка е деканката на факултетот, професор доктор Татјана Спасеска. Деканке, добре дојдовте во програмата на Укло FM. Добар ден, најнапред би сакала да ги поздравам вашите слушатели и да ви се заблагодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија. На почетокот, како што е ред, да ги запознаеме нашите слушатели или да ги подсетиме за Економскиот факултет, една од постарите и респектабилни единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Повелете. Економскиот факултет од Прилеп е една од најстарите единици во рамките на нашиот универзитет. Оваа година славиме 66 години од основањето на факултетот. Тој е формиран во 1960 година како специјализирана книговодствена школа, а во 1966 година е проширена неговата дејност со две насоки: финансиско-книговодствена и комерцијална, со што специјализираната книговодствена школа прераснува во виша економска школа. На крајот од 1970 година вишата започнува да дејствува како висока економска школа, а почнувајќи од 1977 година како факултетски субјект. Значи, Економскиот факултет од Прилеп е високообразовна институција која што 66 години континуирано ги развива своите потенцијали, вградувајќи ги достигнувањата на економската наука во едукативниот процес и на овој начин профилира кадри кои што со своите професионални компетенции и знања ги вградуваат во напредокот на земјата и придонесуваат за нејзиниот економски и општествен развој. Факултетот представува современа високообразовна институција, профилирана според светските високообразовни стандарди, со атрактивни студиски програми и функционални просторни услови за студирање, а дипломите што студентите ќе ги стекнат се меѓународно признати. Имено, факултетот располага со одлични инфраструктурни и технички капацитети, односно 5 амфитеатри, 15 предавални, современи компјутерски центри, библиотека, видеоконференциска опрема, со што во целост ги исполнува предвидените нормативи и стандарди за вршење високообразовна дејност. Несомнено, се она што е потребно за едно современо и квалитетно образование. Во ова представување, само да подсетиме дека низ годините од Економскиот факултет во Прилеп излегле бројни генерации студенти дипломирани кои благодарение на образованието кое го стекнале токму тука на факултетот, станале и експерти во своите области. Може ли накратко и за ова? Токму така. Нашата основна цел е да создаваме професионален кадар кој што ќе може ефикасно да се вклучи во економските и општествените текови на државата и да придонесе за нејзиниот развој. При тоа настојуваме да ги следиме современите трендови во едукацијата и развојот на науката во земјата и странство, односно секогаш се грижиме тие да бидат во функција на студентите, бизнис секторот и општествената заедница. За таа цел, Економскиот факултет од Прилеп организираше еден значаен настан, форум за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите и алумните, за да се разменат искуства меѓу различните групи стейкхолдери и да се антиципираат потребите и очекувањата за компетенции, односно знаењата и вештините што треба да ги поседуваат студентите по нивното дипломирање. Активностите беа организирани во две фази.
кој вклучува анкетно истражување меѓу факултетот и деловните субјекти, како и форум за соработка меѓу академската заедница, работодавачите, студентите и алумните, кој што и претходно го потенцира. На форумот, врз основа на анализите од анкетното истражување, 7 посебни фокус групи дефинираа општи и специфични компетенции и квалификации за секоја студиска програма одделно, како и модалитети за соработка меѓу факултетот и работодавачите. Преку овој пристап, студиските програми на факултетот ќе бидат целосно усогласени со потребите на пазарот на труд, при тоа задржувајќи го академското ниво на понуда на знаења, што значи стекнување практични вештини и академски знаења. Форумот го именувавме како Quadruple Helix, укажувајќи на моделот на четворократна спирала на динамична и повеќе слојна интеракција меѓу 4 клучни групи стейкхолдери: академска заедница, работодавачи, студенти и алумни, се разбира земајќи ја предвид законската регулатива и партнерскиот однос со креаторите на политиките, а се во насока на унапредување на квалитетот на високообразовната понуда од страна на факултетот. Навистина станува збор за еден исклучителен пристап кој добива пофалби не само на ниво на универзитет, туку и пошироко, еден модел кој допрва ќе треба да ги даде своите резултати. Воедно, сето ова зборува и за квалитетот на образованието, за квалитетот во работата кој се дава од страна на професорите тука и за студентите кои го стекнуваат, а велам повторно, благодарение на професорскиот кадар, на луѓето кои своето знаење го споделуваат со студентите, со магистрантите и докторантите. Секако, наставниот кадар на нашиот факултет во целост е посветен кон напредување на знаењата на студентите, се разбира со примена на најсовремени наставни методи, што имплицира факултетот да биде препознатлив како институција со високи стандарди и квалитет во високообразовниот простор како на национално, така и на меѓународно ниво. На тој начин факултетот профилира кадровски потенцијал согласно развојните потребни за земјата и конкурентските предизвици на глобалното окружување. Имено, на економскиот факултет во Прилеп, во изминатиот 6,5-децениски период, дипломираа 7781 студенти, магистрираа 765 студенти и докторираа 105 студенти, и тие представуваат носители на развојот на нашата држава, на регионот, но и на Европа. При тоа, како главна стратегиска цел на факултетот, останува определбата за зголемување на неговата атрактивност, отвореност, препознатливост и конкурентност, и тоа како во националниот високообразовен простор, така и пошироко во меѓународни рамки. Дозволете за тој редовен партнерски однос кој постојано го градите, го продлабочувате со работодавачите, со реалниот сектор и посебно со сега новите воспоставени начини на кои градите интеракцијата. Едно прашање поврзано со работодавачите. Како тие ги препознаваат сите овие квалитети, сите овие понудени можности на факултетот, на завршените кадри од економскиот факултет и какво е тоа препознавање? Дали сте задоволни во овој момент и како тоа се остварува? Точно така. Огромен е интересот на компаниите за вработување на нашите студенти уште во текот на нивното студирање. Тоа го потврдува квалитетот на образованието што го нудиме и што им овозможува на нашите студенти градење на успешна професионална кариера како во приватниот, така и во јавниот сектор. Ова, почитувани слушатели, нека биде повод да не слушате и во продолжение на емисијата за Универзитетот отворено. Зборуваме за економскиот факултет Прилеп, за престојната академска 2026-27 година. Ке направиме мала музичка пауза и продолжуваме со разговорот со деканката професор доктор Татјана Спасевска. Научив се со тебе, наоѓав зрак во дожд и фрлав сон по сон, претворав страст во бол, во љубовта никој не е свој. Ке се вратам некој ден со насмевка лажна и душа толку тажна, а ти ми беше ужден, навика
дека ти ме сакаш. Научив пак да губам, продадов се о нас и фрлав стих по стих, претворав глас во грих, во љубовта нема главен лик. Ќе се вратам некој ден со насмевка лажна и душа толку тажна. Ти ми беше рожден, навика стара срце што ја бара. Ќе се вратам некој ден и случајно ќе те сретнам, ќе се сетам пак на пекол и рај, надеж без крај дека ти ме сакаш. Со насмевка лажна и душа толку тажна. Ти ми беше рожден, навика стара срце што ја бара. Во продолжение на нашата емисија, запознавањето со економскиот факултет и она што тој може да им понуди и им понудува на студентите, да започнеме со она што е најактуелно сега. Она што сега допрва не чека, а е наскоро. Станува збор за првиот циклус студии, односно првиот уписен рок кој ќе не чека во август, до дипломските студии кои воедно се некако и најактуелни кога зборуваме за уписите. Што им се нуди на бруцошите во новата академска 2026-2027 година, односно да подсетиме кои студиски програми им стојат на располагање. На прв циклус се акредитирани се 7 студиски програми од страна на економскиот факултет во Прилеп, и тоа сметководство и ревизија, маркетинг, меѓународен бизнис, менеджмент, е-бизнис, банкарство и финансии и се разбира новата студиска програма економија. Накратко би сакала да објаснам кои знаења и компетенции се стекнуваат со студирањето на одделните студиски програми. Студиската програма по банкарство и финансии нуди знаења од областа на финансиите, односно знаења за решавање на финансиските прашања и проблеми што секојдневно се манифестираат во работењето на банките, компаниите и финансиските институции. Студентите ќе стекнат финансиски и аналитички вештини, способност за тимска работа, ќе можат успешно да менаџираат со финансиските ресурси и ризиците со кои се соочуваат финансиските институции. Целите на студиската програма сметководство и ревизија пак се фокусирани на стекнување апликативни знаења од областа на сметководството, финансиското работење, изготвување и анализа на финансиските извештаи, како и нивна ревизија. Студиската програма по меѓународен бизнис ги оспособува студентите ефикасно да одговорат на предизвиците на меѓународните економски процеси и успешно водење бизнис во глобалната економија. Студиската програма менеджмент им овозможува на студентите да стекнат знаења и вештини за креирање политики и дефинирање на цели за водење бизнис, примена на современи модели за планирање, организирање и контрола на активностите во компаниите. По завршувањето на оваа студиска програма,
студентите ќе бидат способни успешно да менаџираат со различни типови организации и бизнеси. Основна цел на студиската програма маркетинг е студентите да стекнат знаења и вештини за менаџирање со маркетинг активностите, примена на инструментите на маркетинг миксот и креирање на соодветни маркетинг стратегии во функција на подобрување на настапот на компаниите на домашниот и странскиот пазар. Фокусот на студиската програма e-бизнис е ставен на стекнување на знаења за ефикасна примена на информатиско-комуникацијската технологија во водењето на бизнесите. Новата студиска програма економија има возможува на студентите стекнување на низа специфични знаења и вештини применливи во реалната економија. Преку нејзиното изучување, студентите се запознаваат за тоа како поединците, компаниите, владите и нациите партиципираат и одлучуваат за распределбата на ресурсите со цел поквалитетно да се задоволат јавните потреби. Студиските програми на првиот циклус студии во целост се прилагодени според потребите на пазарот на труд и им овозможуваат на студентите да се стекнат со применливи знаења, што се високо ценети од страна на работодавачите. Имено во структурата на студиските програми на првиот циклус на студии се опфатени и работилници за професионален развој и тоа почнувајќи од третиот семестар на студии. Предавањата во рамките на работилниците се на апликативни теми, се разбира различни од материјалот опфатен со редовните предавања и ги реализираат професори во соработка со представници од бизнес заедницата. На ваков начин се постигнуваат одлични резултати кај студентите во поглед на добивањето на практични вештини и искуства. Сите информации поврзани со студиските програми и студирањето на факултетот, матурантите можат да ги добијат на веб страната на факултетот и неговите профили на социјалните медиуми како Facebook и Instagram. Што велат вашите искуства, деканке? Колку младите имаат интерес за економијата? Бидејќи, ајде да се послужиме со една крилатица, без економијата не може светот да се движи, не може да постои ништо, бидејќи се е поврзано со производство, пресметки, бизнис, пари и така натаму. Какви се вашите искуства и од минатите години, па како може тоа сега да го погледнеме низ актуелниот момент? Точно така, искуствата ни покажуваат дека голем дел од младите се одлучуваат да студираат на економскиот факултет во Прилеп, меѓутоа најголем дел од нив некако решаваат да го продолжат своето образование на студиските програми од областа на сметководството, финансиите и маркетингот. За овие области од секогаш постоел во континуитет интерес и верувам дека и во иднина ќе се задржи. Да. Може ли да подсетите тогаш каков е тој интерес или да не упатите кон вториот и третиот циклус, бидејќи тие се поврзани како една целина. По завршување на додипломските студии, веројатно тие искуства и знања кои ги стекнале како една база во економските науки ги продолжуваат на втори и трети циклус. Секако. На вториот циклус студентите можат да изберат една од 9 студиски програми, од кои 8 се едногодишни и една 2-годишна студиска програма, а тоа е студиската програма по бизнес администрација и менеджмент. Едногодишни се студиските програми по маркетинг, менеджмент, меѓународен бизнис, е-трговија и дигитален маркетинг, е-бизнис, банкарски и финансиски менеджмент, сметководство и ревизија и имаме нова студиска програма по финансии на англиски јазик. Износот за кофинансирање изнесува 450 евра по семестар за едногодишните студии, 350 евра по семестар за 2-годишните студии, 900 евра по семестар за студиската програма финансии на англиски јазик. На трет циклус акредитирани се пак 5 студиски програми, и тоа финансии, маркетинг, менеджмент, меѓународен бизнис и бизнис информатика. Износот на школарината за 6 семестри вкупно изнесува 4500 евра за студентите од нашата земја и 6000 евра за странските студенти. Така, ги знаеме и цените, ги знаеме интересот, па во овој дел од разговорот би било добро да ја споменеме и проактивната улога на академскиот кадар од економскиот факултет од Прилеп, кој е воедно и активен чинител во процесите и на економскиот, но и општествениот развој на земјата.
Покрај учеството во реализацијата на наставно-образовниот процес, академскиот кадар секако учествува во реализацијата на бројни научно-истражувачки проекти, тркалезни маси, организира обуки, советување и така натаму. Освен тоа, академскиот кадар дава значаен придонес во афирмацијата на научната мисла преку учество и организирање на бројни меѓународни научни конференции. Исто така, факултетот се јавува и како коорганизатор на повеќе симпозиуми и конференции кои што ги реализира во соработка со повеќе економски факултети од земјата и странство, а традиционално вакви конференции организира со Економскиот факултет во Тузла, Економскиот факултет во Дубровник, Намик Кемал Универзитетот од Турција. Оваа година за прв пат организираме конференција со Економскиот факултет при Универзитетот од Грузија и така натаму. На овој начин, академскиот кадар дава значаен придонес во развојот на економската наука и во доменот на унапредување на економскиот и општествениот развој на земјата. Да, тоа е навистина многу значајно, бидејќи факултетот својот развој го постигнува и со унапредување на соработката во овој поширок контекст. Ке направиме мала пауза и продолжуваме со разговорот со деканката професор доктор Татјана Спасевска. Не сум мирна вода, јас сум бура. Не се читам од еден поглед. Од тебе сакам само сигурност. Не ми збори денес може, утре не. Осам товар што многу ми тежи. И тажна сум во секоја смеја. Затоа не ми стварај немир. Немир кој тешко ќе го поднесам. Не сум казна, не сум игра, не сум иста ко ти. Лажеш кога викаш остани, дека не ти значам ништо. Без срам. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Не ми збори ќе биде подобро. Покажи ми со мали работи. Кога светот против нас е, ти биди моја светлина во очи. Ако некогаш се промениш, ќе бидам тука да ти подадам рака. Мене не ми треба совршен човек, ми треба човек што ме сака. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Нашиот разговор поврзан со
активностите на економскиот факултет Прилеп и она што значи информација за сите идни академски граѓани кои ќе сакаат своето образование, својата едукација да ја продолжат токму на економскиот факултет, ја прошируваме и со темата поврзана со меѓународната соработка, остварување на мобилностите, вклучување на студентите во различни проекти, практичните искуства и врзано со стопанството. Имате голем број подпишани меморандуми за соработка со компании, каде што студентите од економскиот факултет можат да реализираат своја практична работа, а тука е секако неизбежно и соработката со општината. Може ли вака воедно да проговориме и за овие важни моменти? Економскиот факултет од Прилеп традиционално негува одлична соработка со бизнис секторот. Ваквата соработка е особено значајна во контекст на стекнување на емпириски знаења и искуства на студентите од една страна, но и трансфер на теоретските знаења во практиката од друга страна. Таа се реализира преку повеќе форми кои што опфаќаат стручни предавања на истакнати стручници од практиката, со долгогодишно работно искуство, кои што на студентите им пренесува добри деловни практики и искуства, организирање на практична работа на студентите, понуда на консултантски и експертски услуги на компаниите, реализација на заеднички научно-истражувачки проекти и слично. Факултетот соработува со бизнис секторот и при реализација на заеднички проекти. Пример за ваков тип на проект е форумот за соработка меѓу академијата, бизнисот и студентите и алумните кои што претходно го споменав. Исто така во рамките на факултетот функционира и Центарот за професионални обуки и кариерен развој. Центарот оваа година во соработка со компанијата Прилепска пиварница реализираше мултидисциплинарна проектна активност со наслов Бизнисот со академијата. Имено на студентите им беше дадена задача да истражуваат, анализираат и креираат стратегии за настап на домашниот и странските пазари. Понатаму за академскиот помладок на економскиот факултет редовно бизнис секторот обезбедува финансиска поддршка. Во тој контекст за академската 2026-2027 година се обезбедени 31 стипендија, секоја во вредност од 200 евра од бизнис заедницата за упис во прва година на прв циклус студии за најдобрите ученици и за учениците од социјално ранливите категории. Наставно-научниот совет на економскиот факултет носи процедура во која се дефинирани критериумите за доделување на стипендиите во двете категории. Оваа година даватели на стипендиите се следните компании: Конфи Ангел Прилеп 10 стипендии, Прилепска пиварница, АД Прилеп 10 стипендии, Кромберг и Шуберт 3 стипендии, Task Force 3 стипендии, Silk Road банка 2 стипендии, Eurolink АД Скопје 1 стипендија, Триnkg 1 стипендија и iSource 1 стипендија. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на давателите на стипендии, се разбира за нивната континуирана поддршка и соработка. Морам да нагласам дека континуираното инвестирање во студентите, благодарение на партнерството на факултетот со бизнис заедницата, дава конкретни резултати. Затоа што во центарот се поставуваат најважните чинители – студентите, а тие се идните носители на развојот на државата. Исто така факултетот ја развива и соработката со општина Прилеп, имено во рамките на подпишаниот меморандум за соработка меѓу факултетот и општината беше договорена реализација на повеќе активности, односно соработка во организација на научни и стручни собири, промоции и други настани од заеднички интерес, доделување стипендии на најдобрите студенти и студентите од социјално ранливите категории, како и соработка во изработката на заеднички проекти во областите што се од заеднички интерес, истражувачки проекти и слично. Навистина импресивни податоци и ова сето може да биде еден добар поттик за идните заинтересирани бруцоши да се запишат токму овде на економскиот факултет во Прилеп. Во таа насока, кога ги спомнуваме студентите и се тоа што се прави, а тие се во центарот, рековме на вниманието, може ли да се опише, дескриптивно, колкав е тој интерес кај студентите за реализирање на мобилност и кога веќе ќе се запишат на факултетот, на економскиот факултет, како кај нив постои интерес, колкав е тој интерес за мобилности кои им се нудат и каква е соработката со студентите, со факултетското студентско собрание, што говорат досегашните искуства?
Огромен е интересот на студентите за реализирање на меѓународни мобилности. Економскиот факултет од Прилеп од секогаш бил лидер во поглед на бројот на мобилности на студенти на странските високообразовни институции. Особено е атрактивна мобилноста на студентите во рамките на Erasmus Plus програмата, преку која тие имаат можност дел од своето студирање целосно стипендирано да го поминат на некој од странските универзитети. Така во изминативе години над 50 студенти ја искористија можноста дел од своето образование да го стекнат на некој од странските универзитети, со кој што факултетот има склучено билатерален договор за соработка во рамки на Erasmus Plus програмата. Особено атрактивни за студентите се универзитетите во Ница, Франција, Бамберг, Германија, Фоџа, Италија, универзитетите во Сплит и Дубровник, Хрватска, Марибор, Словенија и многу други европски универзитети. Покрај учеството во Erasmus Plus програмата, факултетот исто така е вмрежен и во меѓународната програма за размена на академски кадар и студенти CEPUS, со што е возможена академска размена од високообразовните институции со цел да се промовира соработката, односно создавањето на мрежи на универзитети и да се унапреди образованието на универзитетите од Централна и Источна Европа. На факултетот се издава и меѓународно научно списание Southeast European Review of Business and Economics. Станува збор за рецензирано списание во кое што се публикуваат трудови од областа на економијата, бизнисот и менеджментот и истото се публикува 2 пати годишно. Што се однесува до промотивните активности, беа организирани предавања и посети на средните училишта во регионот на кои што матурантите, како потенцијални бруцоши, беа информирани за студиските програми и условите за студирање на нашиот факултет. Во овој контекст, Економскиот факултет во Прилеп традиционално го организира и надпреварот од областа на циркуларната економија за учениците од средните општински училишта од регионот. На наше огромно задоволство, и оваа година имаше голем интерес за овој настан. Имено на надпреварот учествуваа вкупно 26 тимови, односно 146 средношколци од 12 средни училишта. Ја користам оваа прилика да изразам благодарност до сите учесници на овој надпревар и се надевам на уште многу вакви заеднички успеси. Економскиот факултет исто така има изградена одлична соработка и со факултетското студентско собрание. Ова е организација преку која што студентите ги остваруваат нивните интереси и цели во текот на студирањето и се разбира учествуваат во реализацијата на бројни активности и се стекнуваат со многу нови искуства. При тоа, факултетското студентско собрание ја има целосно нашата поддршка во реализацијата на сите нивни активности. Тоа е навистина многу важно кога еден студент сака да се запише на некоја единица од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а посебно кога на Економскиот факултет е изградена една ваква одлична соработка и тоа е дел од севкупното студентско живење, не само едукацијата, не само можноста за мобилност, за остварување на некаква студентска активност, благодарение и на овој момент. На крајот, кога веќе вака добро го представивме Економскиот факултет, замолувам за пораката која имате оваа година како декан на Економскиот факултет од име на вашите колеги на вработените, што им ја испраќате, што би им ја кажале, им ја кажувавте на матурантите во крестец на уписите. Економскиот факултет нуди студиски програми кои што по својата атрактивност, апликативност, содржина, областите што ги опфаќаат кореспондираат со актуелните барања на пазарот на труд и нудат можности за успешна професионална кариера и што е најважно, се меѓународно признати. Затоа, јас би ги повикала матурантите да изберат институција со традиција, квалитет и препознатливи студентски програми. Почитувани матуранти, студирајте на Економскиот факултет во Прилеп и прераснете во движечка сила на сите општествени промени во државата. Да, без економија нема ништо, економијата го движи светот, ајде така, да ви се заблагодарам на тој начин за вашето учество во емисијата, а на почитуваните слушатели да им кажам дека се со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, го следеа изданието на емисијата за Универзитетот Отворено, посветено на Економскиот факултет Прилеп. Со нас беше деканката професор доктор Татјана Спасевска. Уште еднаш срдечно благодарам.
Ви благодарам и вам на поканата. Пријатно. Хеј, се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми недостигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за намеден месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено. Разговорот го водеше магистер Елизабета Ангелеска Атанасовска, тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистер Сонја Тантарова-Груевска. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Гледам во тебе како единствен лек, а во главава хаос, во душа валом. Огради ми, грми, ти кажали, а од очи ми врне, ти јави, што ти се случи, променета си, свежа ко пролет, не си истата ти. И уште си мој неповторлив сон, ти уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали, ти спомнали. Вози ме душо во спротивен смер, ти си ми среќна и
не е фер. Јас бев со тебе, припитомен звер, а сега сум никој, па ич не е фер. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Во главава хаос, во душава си мој, неповторлив сон. Ти уште си една во милион. И како заинат, поубава си. Се смеам па плачам, ти спомнали. Ти беше мојот неповторлив сон. Беше една во милион. И како заинат, поубава си. Се смеам па плачам, ти спомнали. Ти спомнали. Укло ФМ, Битола, јули 2026 година. Укло ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 мегахерци. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk